Драги ученици, добре дојдовте на денешниот час по физика. Јас сум професорот Тони Јаневски од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј во Неготино и ќе ве водам низ денешната лекција. Лекцијата е од материјалот за гимназија втора година, од наставната тема е електрично поле, а насловот на новата лекција е Кулонов закон. Што ќе научиш? Да го дефинираш и објаснуваш Кулоновиот закон во скаларна и векторска форма. Да анализираш ситуации кога на точкест полнеж дејствуваат повеќе полнежи. Стекнатите знаења да ги применуваш за решавање проблеми од областа на електростатиката. Кој е Шарл Кулон? Шарл Агустен Кулон е француски физичар и воен инженер. Најпознат е по неговиот закон за електростатско заемодејствување помеѓу наелектризираните тела, кој што денеска е познат под името Кулонов закон. Во 1784 година ги објавил резултатите од своите истражувања во врска со еластичните и торзиони сили кај металните жици. Овие сознанија подоцна ги искористил за конструкција на така наречената торзиона вага. За една ќе видиме малку подоцна. Една година подоцна, во 1785 година, го објавил своето познато дело Premier Memoir sur l'électricité et le magnétisme, каде неговите истражувања за заемните дејства помеѓу наелектризираните тела се преточени во Кулоновиот закон. Во негова чест, мерната единица за електричен полнеж според ДЕСИ систем е наречена кулон. Да се подсетиме од минатиот час. Истоимените полнежи се одбиваат, разноимените полнежи се привлекуваат. При своите истражувања, Кулон ја користел торзионата вага, која што ја спомнавме предходно. Таа се состои од една метална жица М, која на едниот крај е прицврстена, а на нејзиниот долен крај има прицврстено еден лост L. На краевите на овој лост имаме прицврстено едно метално топче T1 и неговата противтежа P. Во внатрешноста на цилиндар, кој е составен дел од оваа торзиона вага, се наоѓа и второ метално топче T2, кое е обесено и е фиксирано. Кулон ги електризирал топчињата T1 и T2 со различно количество електричество и ги поставувал на различни растојанија. При тоа ја мерел силата на електростатско заемодејство помеѓу нив. Од своите истражувања тој го заклучил следното. Големината на силата на заемно дејство помеѓу два точкисти полнежи е секогаш пропорционална со големината на полнежите Q1 и Q2 или F е пропорционално на Q1 по Q2. А оваа сила на заемодејство е пак секогаш обратно пропорционална со квадратот на растојанието R помеѓу полнежите или F е обратно пропорционално со R на квадрат. И доколку овие две релации ги вметниме во една формула, ќе го добиеме следниот закон. F е еднакво на K, Q1 по Q2 врз R на квадрат, каде што Q1 и Q2 се големините на полнежите, кои ги разгледуваме, а R е растојанието помеѓу нив. Константата на пропорционалност, K, уште се вика и Кулонова константа и нејзината вредност во ЕСИ системот изнесува 9 по 10 на 9 Ньютон по метар на квадрат врз Кулон на квадрат. Во овој момент, добра идеја е да напомниме дека овој закон, кој што се вика Кулонов закон, ќе важи само за полнежи чии димензии може да се занемарат во разгледуваниот проблем. Таквите полнежи се нарекуваат точкести полнеж. Сега ќе направиме една споредба помеѓу Њутоновиот закон за гравитација и Кулоновиот закон. Доколку ги погледнеме формулите со кои овие два закони се изразени, приметуваме дека тие се слични. Силата на заемодејство и во двата закони е обратно пропорционална од квадратот на растојанието помеѓу двете тела, кои заемодејствуваат. Константата на пропорционалност кај Њутоновиот закон за гравитација беше гравитационата константа, која што беше универзална константа, со вредност 6,67 по 10 на минус 11 Ньютон по метар на квадрат врз килограм на квадрат, додека кај Кулоновиот закон
Како константа на пропорционалност се јавува Кулоновата константа, чија што вредност е 9 по 10 на 9 Ньютон по метар на квадрат врз Кулон на квадрат. Забележуваме дека К е поголема од гама за ред на големина 10 на 20 пати. Тоа значи дека електростатските сили во природата ќе бидат многу посилни отколку гравитационите сили. Тука треба да забележиме и дека гравитационата сила е секогаш привлечна, додека електростатската сила може да биде и привлечна и одбивна. Константата К многу често се изразува преку една друга константа која што се вика диелектрична константа во вакуум, се означува со епсилон 0. Епсилон 0 е една од универзалните константи. Доколку епсилон 0 ја изразиме преку К, епсилон 0 ќе биде 1 врз 4 пи К. Нејзината вредност во ЕСИ системот изнесува 8,85 по 10 на минус 12 Кулон на квадрат врз Ньютон по метар на квадрат, меѓутоа ние ќе видиме понатаму дека таа има и друга мерна единица. Кај Кулоновиот закон мораме да водиме сметка за насоката на силата на електростатско заемодејство. За таа цел ќе го разгледаме Кулоновиот закон во векторска форма. Разгледуваме заемодејство помеѓу два полнежи Q1 и Q2. Во средината на првиот полнеж го поставуваме координатниот почеток, а R ќе биде радиус векторот кој што ги поврзува двата полнежи. R0 го викаме единечен вектор или орд, и тоа е вектор чија што големина е бројно еднаква на единица. Векторската форма на Кулоновиот закон се запишува со следната равенка. F е еднакво на 1 врз 4 пи епсилон 0, Q1 по Q2 врз R на квадрат по ортот R0. Тука треба да нагласиме дека доколку полнежите Q1 и Q2 се истоимени, во тој случај нивниот производ ќе биде позитивен, во тој случај силата F ќе биде одбивна, од проста причина што силата F и ортот R0 ќе имаат еднаква насока. Доколку полнежите се разноимени, во тој случај нивниот производ Q1 по Q2 ќе биде помал од 0, што значи дека силата ќе биде привлечна, но во тој случај овој скалар кој што ќе го множи ортот R0 ќе биде негативен, што ќе значи дека силата F ќе биде спротивно насочена од единечниот вектор R0. Што ќе се случи доколку повеќе полнежи истовремено дејствуваат на еден полнеж? Го разгледуваме полнежот Q и полнежите Q1 и Q2 кои што заедно дејствуваат со овој полнеж Q, односно дејствуваат на него. Полнежите Q1 и Q2 се негативни, а полнежот Q е позитивен. Тоа значи дека помеѓу полнежот Q и полнежот Q1 ќе се јави електростатска сила која што ќе биде привлечена, ќе ја означиме со F1, а Q со Q2 ќе заедно дејствува преку силата F2 која што исто така ќе биде привлечена. Вкупната сила која што дејствува на полнежот Q во овој случај ќе ја пресметаме како векторски збир помеѓу силите F1 и F2. Доколку на полнежот Q дејствуваат повеќе полнежи, во тој случај треба векторски да ги представиме и овие сили и потоа исто така векторски да ги собереме. Една од најчестите употреби на електростатската сила е при конструкција на така наречените електростатички филтри. Овие филтри се вградуваат во оджаците на големите фабрики загадувачи и служат за прочистување на воздухот. Нивната конструкција е следната. Една метална жица се наоѓа во средината на оджакот и оваа жица е приклучена на негативниот пол од извор на напон, кој што е од ред на големина десетици па и стотици киловолти. Внатрешната страна на оджакот, внатрешните ѕидови на оджакот, со позитивниот пол се заземјени. Кога во оджакот ќе навлезе непрочистениот газ, кој што содржи прашини, аеросоли и разни честички, под дејство на електроните кои што постојано излетуваат од оваа жица, овие честички се ионизираат и при тоа се привлекуваат
од внатрешната страна на зидот на оџакот. Подоцна паѓаат на дното на оџакот и од тука се чистат. Од друга страна, прочистениот газ излегува од горната страна на оџакот. А сега, преку неколку активности да видиме што научивме. Првото прашање гласи вака. Два полнежи со големина Q1 и Q2 се наоѓаат на меѓусебно растојание R. Како ќе се промени кулоновата сила помеѓу нив ако нивните полнежи се удвојат, односно двојно се зголемат? Силата ќе се зголеми двојно, силата ќе се зголеми 4 пати, силата ќе се намали двојно или силата нема да се промени? Што мислите? Точниот одговор е под Б, односно силата ќе се зголеми 4 пати. Второто прашање гласи вака. Два полнежи со големина Q1 и Q2 се наоѓаат на меѓусебно растојание R, значи како во претходниот пример. Како ќе се промени кулоновата сила помеѓу нив ако растојанието помеѓу нив се зголеми 3 пати? Силата ќе се зголеми 3 пати, силата ќе се зголеми 9 пати, силата ќе се намали 3 пати или силата ќе се намали 9 пати. Точниот одговор тука е под Г, односно силата ќе се намали 9 пати. Бидејќи растојанието се зголемува, силата мора да се намали. А бидејќи знаеме дека силата зависи обратно пропорционално од квадратот на растојанието, 3 пати поголемо растојание значи 9 пати помала сила. Третото прашање. Два полнежи Q1 3 миликулони и Q2 6 миликулони се наоѓаат на меѓусебно растојание од 1,5 метри. Нека F1 е електростатската сила која дејствува на првиот полнеж, а F2 е силата која што дејствува на вториот полнеж. Прашањето е каков е односот на силите F1 врз F2. 2 спрема 1, 1 спрема 2, 1 спрема 1 или 1 спрема 3. Точниот одговор е под В, 1 спрема 1. Зошто е оваа вака? Па ние знаеме дека и според третиот Њутнов закон, со колкава сила првиот полнеж ќе дејствува на вториот полнеж, со иста толкава сила и вториот полнеж ќе дејствува на првиот полнеж. Бидејќи силите се исти, односот помеѓу нив е еднаков на единица. Сега ќе разгледаме две задачи. Првата задача гласи вака. Два протони и електрон се поставени како на сликата. Електронот е поставен на растојание 30 микрометри од протонот лево од него и 10 микрометри од протонот десно. Знаеме дека полнежот на протонот и на електронот е еднаков по големина, но спротивен по знак, и е еднаков на елементарниот електричен полнеж, односно 1,6 по 10 на минус 19 кулони. Прашањето гласи колкава сила дејствува врз електронот и на каде оваа сила е насочена. Знаеме дека кулоновата константа изнесува 9 по 10 на 9 Ньютон по метар на квадрат врз кулон на квадрат. И разгледаме најважните моменти од решавањето на оваа задача. На полнежот Е, односно на електронот Е, ќе дејствуваат две сили, и тоа силата F1 и F2, кои што се како резултат на електростатските заемодејства со протонот лево и протонот десно. Со оглед на тоа, дека овие две сили ќе бидат спротивно насочени, за да ја најдеме резултантната сила F, која што векторски ќе биде еднаква на збирот F1 плюс F2, модулот на оваа сила F ќе биде всушност разликата од модулите на силите F1 и F2. Нивните модули, односно големини, можеме многу лесно да ги пресметаме преку Кулоновиот закон, познавајќи ја големината на полнежот на протонот и електронот, како и растојанието помеѓу нив во двата случаи. Добиваме со овие пресметки дека F1 е 2,56 по 10 на минус 19 ньютни, а F2 е 23,04 по 10 на минус 19 ньютни, од каде за големината на резултантната сила добиваме дека е 2,05 по 10 на минус 18 ньютни. А сега да ја разгледаме и втората задача. Во темињата на еден рамностран триаголник со страна 100 микрометри
се поставени 3 позитивни полнежи со големина од 2 нанокулони, како што е представено на сликата. Пресметај колкава кулонова сила дејства на полнежот поставен горе. Колкава маса треба да има тој полнеж за да лепди во гравитационото поле на Земјата. Вредноста на кулоновата константа К ја знаеме, а вредноста на земјиното забрзување, да се потсетиме, беше 9,81 метар во секунда на квадрат. Да ги разгледаме најважните моменти од решавањето на оваа задача. На полнежот Q ќе дејствуваат две електростатски одбивни сили, и тоа F1 од полнежот Q1 и F2 од полнежот Q2. Овие две сили тука се представени со зелениот, односно со синиот вектор. Модулите на овие две сили се еднакви, од проста причина што големините на полнежите Q1 и Q2 се еднакви и овие полнежи се поставени на исто растојание во однос на полнежот Q. Модулите на овие две сили, кои ќе пресметаме според Кулоновиот закон, изнесува 3,6 ньютни. Изнесува, значи 3,6 ньютни. Силата F е резултантата од овие две сили F1 и F2. Нејзиното пресметување, односно нејзиниот модул, пресметувањето на нејзиниот модул, многу ни го олеснува фактот што аголот помеѓу силите F1 и F2 ќе биде 60 степени. Зошто? Тоа е од проста причина што овој агол ACB е накрсен агол со овој агол кај рамностраниот триаголник, а знаеме дека кај рамностраниот триаголник сите агли се по 60 степени. Со малку познавање на геометрија и Питагорова теорема, користејќи го овој првоаголен триаголник, пресметуваме дека модулот на силата F е F1 покорен од 3, односно 6,24 ньютни. Условот да полнежот Q лепди во гравитационото поле на Земјата е да големината на силата F, која што е насочена нагоре, е еднаква со големината на земјината тежа P, која што знаеме дека секогаш е насочена надолу. Користејќи го овој услов, изведуваме релација за масата на полнежот, која што ќе биде F врз G и која ќе пресметаме, нејзината големина изнесува 636 грама. Тоа беше се за денеска. Ви благодарам на вниманието и се гледаме на наредниот час.